Почина 31 годишна родилка од Битола после 6 недели од породувањето. Бебето е добро, има 40 дена, а неја само после 2 недели од породувањето состојбата и се влошила и подавањето здравствени услуги по сите медицински протоколи и превземањето на сите потребни мерки од страна на здравствениот кадар во Битолската болница. Заради влошената здравствена состојба пациентката била пренесена на скопските клиники на одделот Карил. Како што пишуваат некои медиуми, пациентката починала од сепса, а причината за тоа било што при породувањето со царски рез во Битолската болница и бил заборавен инструмент од операцијата во телото. Од клиничката болница доктор Трифун Пановски од Битола вела дека пациентката била примена на гинеколошкото акушерско оделение во клиничката болница во Битола со тешка прекламсија, односно висок крвен притисок. Пациентката имала и шеќерна болест заради што земала инсулин. Како дополнителен ризик фактор била и екстремно зголемената телесна тежина. Заради високиот ризик по здравјето и животот на пациентката која имала дополнителни заболувања, од страна на дежурниот лекарски тим е пристапено кон итен царски рез. Пациентката исклучиво тешка, обезита 150 кг, тензија на првата операција 240 со 120 и висока гликемија на инсулинистата. Јас не знам, советувано и претходно било да не останува бремена, меѓутоа тоа е нејзино право, ние не можеме тука да сугерираме да правиме ништо. Подоцна, кога се влошила состојбата на пациентката, извршена е ревизија од страна на 4 доктори, при што во абдоменот на пациентката не е пронајдено никакво страно тело. Пациентката е префрлена од интерно одделение, каде беше примена под суспектно за пулмонална емболија и тромбоза. Значи, во исклучиво тешка општа состојба со тахикардија, висока тензија и болки. Поради тоа, префрлена е, оперирана пред 2 недели на гинекологија од царски рез и ради тоа префрлена повторно, директно од интерно одделение, префрлена во операционна сала. Во тек на операцијата најдено е дека нема никаков инструмент, што е чиста шпекулација, најдено е перитонит, односно 5 до 6 литри гној во абдомен. Останат наод, значи нема ништо од тие инструменти или било што за стран предмет во стомакот, односно во абдомен. Од клиничката болница од Битола исто така информираа дека бил повикан и хирург, биле поставени дренови, а заради влошената здравствена состојба било одлучено пациентката да се транспортира на скопските клиники. При транспортот пациентката била во стабилна здравствена состојба. Ова потврдува дека и во овој случај е постапено по сите медицински протоколи и е применета медицината базирана на докази, додаваат од клиничката болница од Битола.